Добро вечер. Јас сум Мери Семуновска, а вие гледате За или против. Денеска ќе зборуваме за собранието, какви закони треба да се донесат во следниот период и дали тие ќе предизвикаат големи промени за иднината на Македонија. Ќе зборуваме и за дали во албанскиот политички блок има тектонски промени. Токму на овие прашања како гостин во нашето студио го имаме првиот човек на собранието, а втор човек во државата по хиерархија, Африм Гаши. Господине Гаши, ви благодарам што дојдовте и што ја прифативте оваа покана. Долго време ве немаше во медиумиве, да кажам, почесто, и баш ни е чест што сте овде кај нас. Ви благодарам на поканата. Моето присуство во медиумите зависи и од поканите. Така, започнеме веднаш со прашањето. Дали е тешко да се биде председател на собранието? Тешко е и да се одговори на ово прашање. Апсолутно со тоа што го кажавте веќе во најавата, зборуваме за прв меѓу еднаквите председател на собрание, најбитната институција во државата, а втора функција по хиерархија, како што кажавте. Со самото тоа, привилегијата и честа што ја имате, доаѓа и голема одговорност и треба голема мудрост, зрелост, внимателност, чувствителност да се води таа функција. Јас навистина го правам ова со голема љубов. Се обидувам, тоа што ми е најбитно, сакам секој граѓанин во државата, кога гледа што се случува во државата во однос на законодавниот дом, би сакал да се чувствува пријатно со тоа како е тој представен во законодавниот дом. И јас, како еден од пратениците, но и прв меѓу еднаквите како председател, тоа ми е голема желба да ги представиме граѓаните на најдобар можен начин, и тоа е навистина тешка обврска да се носи како бреме додека ја вршите должноста председател на собранието. Да не збориме за димензијата во однос на комуникацијата со политичките партии. Вие знаете дека во собрание доаѓаат пратеници кои припаѓаат на различни идеолошки концепти, кои добиваат гласови токму од граѓаните, и секој пратеник го ужива правото, затоа што граѓаните го гласале, ги ужива сите права, и јас како председател сум обврзан, и тоа се обидувам да го правам најодговорно и најчесно, да му овозможам на секој пратеник да извршува својата функција и да ги представува своите граѓани, без разлика на тоа од каква политичка провиненција тој доаѓа. Знаете зашто ве прашувам ова прашање, бидејќи еве на неколку координации поред на пратениците, вие му кажувате дека тие треба да внимаваат како се однесуваат, бидејќи сепак се пратеници, се дел од законодавниот дом, дека мора да внимаваат на нивното однесување. Ние сме сведоци, гледаме секакви приписки меѓу пратениците, што по социјалните мрежи, што од собраницката говорница. Дали се чувствувате како татко да сте им, дека треба да ги превоспитувате сега и да ги учите на манири и на култура? Не, апсолутно не. Затоа и ова го зборувам од перспектива на прв меѓу еднаквите. Со тоа што во нашиот устав е определено да има председател на собранието од редот на пратениците, јас сум така и се чувствувам, прв меѓу еднаквите. Но со тоа што сте прв меѓу еднаквите, ви дава обврска да се грижите повеќе за целината, отколку пратениците кои доаѓаат од одредена политичка партија и кои можат, ја имаат таа слобода да се грижат само за имиџот сопствен или на сопствената политичка партија. Така да, мислам дека е добро председателот на собранието, кој да е, како институција, да се залага за дигнитетот на собранието, да го зачува, да интервенира кога тој мисли дека може да биде нарушен, се во функција на подигнување на достоинството на собранието, на институцијата пратеник. Од друга страна, вие знаете, мислам, ние сме отворено општество, социјални медиуми, граѓаните ги следат пратениците не само преку собраниски канал, и преку вас медиумите, ви доаѓате на емисии, но и по начинот како тие се изразуваат и по социјалните мрежи. Така да, јасно е кој пратеник со каква реторика каква реторика употребува. Така да јас не сакам да ги изравнам сите пратеници дека се исти, но кога гледам дека нешто
не е во ред, кога ми се укажува дека треба да го зачуваме дигнитетот на собранието, мислам дека треба да се реагира и тоа го правам без да навлезам на тоа кој има право, кој не, туку сепак граѓаните ги знаат пратениците, кој е попровокативен, кој каков речник употребува и затоа повикувам да бидеме сите повнимателни, затоа што на крајот на денот таа цена ја плаќаме сите заедно и како пратеници, и како собрание, но и како држава. Во таа линија би сакала да ве прашам дали се прави шоу во парламентот или пак навистина парламентот се користи токму и за тоа што е да се носат закони кои што и предлози во полза на граѓаните, бидејќи ние гледаме и да ве прашам конкретно за овој парламентарен состав, бидејќи ние во минатото гледавме од фрлање на филџани до потурање вода, до корнење на монитори, до читање поезија со саати. Дали мислите дека овој парламентарен состав прави шоу во собрание или па си ја тера работата, еве закониве, предлогов, амандманов, па да се истераме. Или пак сепак се прави малце естрада од целото тоа за да бидат одредени политички партии без разлика кои повеќе присутни на социјалните мрежи, повеќе присутни во медиумите, не по законите што ги предлагаат, туку по начинот на однесување и на представата што ја прикажуваат. Како да ви кажам, јас имам чувство, тоа е моја перцепција, се надевам дека и вие и граѓаните ќе се согласат, но сепак оставам сите да заедно да расудуваме. Мислам дека овој собраниски состав е помирен, има пофер атмосфера, сите допринесуваме кон тоа. Не велам дека е перфектно, дали има простор за подобрување, секако дека да, работиме интензивно на носење нов етички кодекс. Се надевам дека и процесот на донесување и самото носење на тој нов етички кодекс ќе придонесе за зголемување на политичката култура во собранието, но како што кажавте и вие, сето тоа што во моментот кога се пали црвеното светло на камерата, дали тоа е на собранискиот канал или на медиумите или на социјалните мрежи, тие политички представници сакаат на некој начин да го добијат вниманието на своите гласачи. Така да, знаете, вниманието на гласачите е во тесна корелација и со рейтингот на една политичка партија. Често пратениците и политичарите мислат дека ако успеат да повлечат внимание поголемо, дека така ќе имат повисок рейтинг, со што јас не се согласувам, но мислам дека има едно такво убедување и тоа го извлекувам и од вашето прашање. Тука ви акцентот ставен дали тоа се прави и заради тоа. Не можеме и тоа да го исклучиме. Мислам дека е легитимно тоа да се прави, не е страда и шоу. Е легитимно е да се привлече вниманието, но треба да внимаваме на меѓусебната почит. На пратениците, да го чуваме достоинството на едните и другите, а на крајот на краиштата така го креваме достоинството на собранието. Колку повисоко достоинство ќе има собранието и пратеникот како институција, јас сум убеден дека тоа ќе рефлектира на зголемување на политичката култура кај сите институции и во другите области, и во приватниот сектор, и во образованието, и кај интелектуалната сфера. Значи, ако ние го симнеме нивото, тоа е, забораваме понекогаш дека ние сме и рол модел во општеството кој некои луѓе и не следат и би правеле тоа што и ние го правиме. Затоа не е така, не можеме така тесно да го гледаме ова извршување на функцијата пратеник во собранието. Мораме да внимаваме на сите компоненти кои ги носи со себе и институцијата пратеник и исто така и собранието како целина. Пред сега да преминеме на работата што е во собранието, сакам да ве прашам за законот за укинување на техничка влада. Дали конечно е стигнат во собранието? Пратениците кажаа дека веќе го добиле на рака законот. Дали е влезен во собраниска процедура и докаде е целата работа? Ќе добие ли Македонија закон каде што ќе се укине техничката влада, односно нивните избори веќе ние би имале се уште технички премиер, министри и заменици, но на тие пота да ги нема. Во собрание штом дојде во архива еден закон,
предлог закон од кој било, најчесто доаѓа од владата, ние започнуваме со законодавната процедура, го доставуваме до пратеници и така тече целата процедура до носење на закон во зависност дали е тој во скратена или во редовна постапка. До моментот кога зборуваме, во собрание нема стигнато никаков предлог во однос на укинување на техничката влада. Штом добиеме таков предлог, и вие како новинари, и граѓаните ќе бидат известени и по тој предлог ќе дискутираме нормално. Но вие знаете дека имаше една лидерска средба, имаше најави, се гледа дека и актуелното мнозинство не сака, иако е легално и легитимно со 61 пратеник, така е законот донесен, да се укине, но се гледа желбата да се има консензуалност или сплотеност во носење на одлуката кога ќе ја укинеме таа техничка влада. Се надевам, мислам дека ја поздравувам оваа иницијатива, така треба да биде. Ние треба секогаш да тежнееме кон тоа и за и други закони кои се од помала важност, треба да се обидуваме секогаш да бидеме што посплотени, што повеќе закони, гласови да добие еден закон. Така ќе добие поголем кредибилитет законот и веродостојност или објективитет, или повеќе граѓани ќе го почитуваат тој закон. А особено кога зборуваме за посензитивни теми, како што е техничката влада, која е донесен во едно многу сензитивно време, се донесе за да реши една политичка криза, се надмина таа ситуација и мислам дека кога веќе сме во мирни води, немаме политички препукувања и кризи до такво ниво, мислам дека политичките влади кои организираат избори, еве локалните например, што кога ги организираме, дали зборуваме за локалните избори 21 или 25-та, дали организирани од минатата власт или сегашната, јасно е дека беше како процес поздравен од сите политички актери, од меѓународната заедница, така да мислам дека зрееме демократски во однос на организирање на изборите и треба да пристапиме кон тој процес, но секако добро е сите да се согласиме кога е најдобриот момент. Ве прашувам за временски рокови, бидејќи чинам дека заменик координаторот на ВМРО ДПМН на една пресконференција излезе и кажа дека до крајот на април дека законот веќе ќе биде донесен. Кога го прашавме дали ќе се донесе со мнозинство или ќе има консензус, тој рече да оставиме времето што ќе покаже, па ќе видиме. Што мислите вие, дали ќе се изгласа овој закон со консензус? СДСМ рекоа дека нема да се согласат, од страната на ДУИ пак велат дека чекаат разговор со меѓународниот фактор. Што мислите, дали ќе се изгласа овој закон, бидејќи знаете, ние гледаме пратениците дека едно зборуваат некогаш, а друго прават и поинако гласат. Еве како пример може да го наведеме законот за Safe City, ДУИ делумно го поддржа, иако беа првично доста жестоки спрема законот и велат дека нема да го поддржат. Може да се случи во овој случај нешто такво, да имаме некое изненадување и законот да биде така донесен? Понекогаш избрзуваме со изјаснувањата. А јас мислам дека треба секогаш да се базираме на конкретно решение. Сега зборуваме во принцип укинување на техничка влада, но не ги знаеме деталите на предлогот. И затоа не треба анблок да се земе став против. Јас мислам дека понекогаш за некои вредности, за некои концептуални работи, нормално е дека можеме да се изјасниме, но кога се зборува за законски решенија, секогаш мислам дека е добро да го видиме предлогот, текстот, да го видиме, па да аргументираме врз база на текстот. Па тогаш да се изјасниме, можеби предложениот текст ќе ги има предвид сите позиции на опозицијските партии, па они ќе се видат себе си тука и ќе го поддржат. Мислам дека се е до предлогот, до текстот, дали ќе биде тој инклузивен, дали ќе бидат вклучени и тие во процесот на изготвување на текстот. Понекогаш и пред да се достави текстот се прават консултации, се договараат различни страни, политички партии или пратеници, за да поднесат предлог закон кој би бил пошироко прифатен. Така да, јас мислам дека прво треба да го видиме законот, текстот, да аргументираме со
објективни аргументи, да биде силината, аргументот, базата, основата врз кој ќе донесеме одлука и тогаш мислам дека секој може да заземе свој политички став. Нешто што друго се чека во собранието, но никако да дојде на дневен ред е изборниот законник. Долго најавува, никогаш не донесен како што треба. До каде е процедурата со изборниот законник, каде е закочена работата? Формирана ли е работна група? Ние имавме, после изборите веднаш во собрание ја отворивме оваа тема на координација со сите координатори и укажавме дека треба веднаш да почнеме со изработка на нов текст на изборниот законник или да го измениме актуелниот. Имавме неколку средби, па имавме на координативна средба со Министерот за правда, се договоривме дека сите политички партии ќе пратат по двајца представници, тие се испратени до правда. Јас очекувам најбрзо, мислам, можеби веќе наредната недела, може да има конституивна средба на таа работна група, да се формира таа работна група и веќе да почне со работа. Според вас, што е најкруцијално да се смени во изборниот законник? Што е она што штрчи, што е она што треба да се задржи? Ваше лично мислење? Па ова е многу широко прашање, повеќе димензионално. Јас не би навлегол затоа што ќе се види како заземање на страна или давање на предлози од моја страна. Мислам дека секоја политичка партија има представници и идејата е тие представници да ги предложат препораките, предлозите што ги имат по изборниот законник, како тие го гледаат. Па ќе ги видиме сите на куп, ќе видиме дали може да се вклопи еден текст, да се хармонизираат, усогласат ставовите, да најдеме заеднички јазик и да го донесеме тој нов изборен закон, мислам, кој ќе одговара на новите времиња и на новите предизвици. Кога веќе зборуваме за почнати и незавршени? Извините, кога веќе ме прашавме, јас би дал само еден мој став. Јас мислам дека треба да внимаваме на пристапот, не на конкретните предложи, затоа што останувам на ставот дека тоа е останува на политичките партии. Но треба да го сфатиме изборниот законник како за правило на играта која сите ќе бидеме усогласени дека тие правила се фер и ќе играме по тие исти правила. А правилата треба да се базираат на елементарното право во демократијата, тоа е граѓаните да бидат правично застапени. Значи, праведноста во представувањето треба да не биде лајт мотив во изготвувањето на новиот изборен законник. Тоа е суштината на демократијата. Да може собранието да биде рефлексија на вистинската слика на граѓаните. По партиска, политичка, секаква припадност. И ако успееме да се водиме од овој принцип, јас сум убеден дека ќе напишеме добар изборен законник. Така, кога веќе почнавме да зборуваме за почнати и недовршени работи, би сакала овдека да ве прашам за анкетна комисија за Кочани. Партиите се удираа во гради кои попрв ќе поднесе за таква анкетна комисија, ама анкетнава комисија некако стагнира, не работи. Не ли чувствувате вие како собрание одговорност, не ли чувствувате срам пред родителите, пред јавноста? Тоа беше ден што јас според мене можам да кажам дека беше најтажниот ден во историјата на самостојна Македонија, а ние од собранието гледаме само кој прв ќе поднесе документи, а работава до каде? Добро, сега сензитивна е работата, како што рековте. Нормално е оваа сензитивност, сите ја чувствуваме и сите пратеници и политички партии се обидуваат на свој начин да одговорат на ова прашање, кој е болно за сите нас. И таа болка ја чувствуваме и денес и долго време ќе ја чувствуваме, се надевам дека никогаш нема да се повтори. Работата, проблемот според мене е во тоа што имаме започнат процес во постојаната анкетна комисија и направивме друга анкетна комисија, нели имаше иницијатива каква да се формира и се формираше друг. И сега кога веќе е започнат процесот во постојаната анкетна комисија и е стигнато работата да се усвојат заклучоците, според
пратеници кои јас сум ги консултирал, затоа што, како што рековте, треба да внимаваме, нели, го разговаравме тоа и во брифинг со новинарите. Јас се чувствувам одговорен да прашам докаде ова, сите работи кои не се завршуваат, јас се обидувам да видам каде е запната работата, па да ги потурнеме, да ги поминеме, така да мислиме, гледам дека некои пратеници очекуваат да заврши тој дел, да нема дуплирање на работа на две комисии за една работа. Да заврши тоа, па после да почне работата со тоа. Дали е тоа објективно, дали е тоа праведно, тоа не сакам да судам, но сепак легитимно е да пратениците одлучат како мислат дека е најдобро да одговорат на вакво сензитивно прашање, како што и вие го поставивте. Меѓу другото, би сакала да поразговараме и за протестите, односно синдикатите бараат зголемување на минимална плата. Тие бараат и да се намалат вашите плати. Нема да ве прашам дали сакате да се намалат вашите плати, нормално дека не би сакале. Меѓутоа, како се одвива дебатата во собранието за минималните плати, нели политичките партии имаат своји ставови, меѓутоа еве гледаме СДСМ поднесе предлог закон. Каква е атмосферата во собранието? Кон што целиме, дали пратениците имаат слух да разговараат за ова прашање? Апсолутно да. Како што е процедурата во деловник, кој да предложи иницијатива за минимална плата, ние ги ставаме од дневен ред, се разговара, се зазема политички став, се искажуваат ставовите и тоа е тоа. Потоа граѓаните судат по тоа која политичка партија каков став ќе заземе. Понекогаш мислиме дека покренувањето на популистички елементи може да ни донесе рейтинг, но мислам дека треба да бидеме објективни, особено мислам дека е тоа обврска на институциите кои треба да функционираат без разлика од која политичка партија доаѓаат. Да, институциите ги водат политички представници, но во моментов кога водите јавна институција, вие морате да го артикулирате јавниот интерес. И тука мислам на сите граѓани. Затоа мислам дека треба да се разговара, мислам институциите, темата е отворена, владата со синдикатите разговарат, работодавачите со синдикатите исто така се во диалог. Добро е да најдеме договор да се подигнат платите на сите граѓани. Апсолутно мислиме дека треба да се поправи состојбата со економскиот развој во државата. Мислам дека резултатите на оваа влада се доста објективни во однос кои докажува дека одиме кон тоа и мислам дека треба да се има малку трпение. Јасна е волјата на мнозинството, политичкото мнозинство дека сака да помогнат. Тоа го докажа и во првите денови со тоа што се договорија со синдикатите на образование, здравство, кои се големи синдикати и каде се покачија платите и на пензионерите, и на вработените во образованието и во здравство. И така да, не дека се нема слух, не дека се нема волја, но сепак треба да внимаваме на сите елементи на општеството и треба да внимаваме на севкупниот економски развој. Да не направиме нешто што со некој потек би направиле по тоа економски регрес, па таа цена сите да ја платиме. Не се чувствувам компетентен економски да разговарам на темава, зборувам повеќе од политички аспект, да бидеме внимателни, да има диалог, да разговараме, да најдеме решение кое е најдобро за граѓаните. Ве прашувам за тоа што токму собранието, односно влезовите околу собранието и улицата беше блокирана од синдикатите, па тие притисна кон вас, вашите плати да се намалат, слушнете ги нашите барања, во таа насока беше поставено прашањето, меѓутоа овде би сакала да ве прашам каква е соработката ваша со пратениците од ДУИ. Сега ве прашувам и како претседател на собранието, меѓутоа и како член или на Вреди, тие се ваш главен опозиција, тие се ваш главен политички противник, како соработувате? Дали има солидна соработка, дали чувствувате некаква тензија? Па, како што еве во овој дух во кој зборувам денеска, јас од првиот ден кога ја преземав обврската да станам претседател на собранието, знам дека таа функција бара
дистанцирање од партиските ставови на политичката партија или коалиција од која доаѓам. И без да се дистанцирате во доволна мера, не можете да направите солидна соработка со сите политички партии. Јас се обидувам да ја направам таа дистинкција и можам да искажам благодарност на соработката што ја имаме со скоро сите пратеници во собранието, без разлика од која провиниенција доаѓаат. Кога работите честно и искрено и сакате да му овозможите на секој пратеник да си ја извршува својата функција и да работи со сите своји права што ги има како пратеник, тогаш тоа понекогаш е јасно, ако е искрена заложбата, така и се чита. И мислам дека повеќето пратеници од опозицијата го знаат овој мој пристап, биле уверени неколку пати дека секогаш се обидувам да бидам коректен кон сите пратеници, почитувајќи го Уставот, председателовникот на собранието, со што работиме и така, мислам дека таа соработка е тука, постои и нормално кога се работи за политички искажувани ставови, тие си имаат свој политички став, но јас се грижам за процедурата и за правото тие да можат да го искажат својот став на начин кој е утврден со деловникот. И тука навистина се обидувам да бидам апсолутно коректен. Дали се случило секогаш така, не можам да тврдам, треба они да кажат и граѓаните, но ви тврдам дека мојата заложба е искрена во тој аспект и се обидувам максимално да бидам коректен со сите пратеници. Сега би сакала да излезете малку од чевлите на председател на собрание, па да влезете во чевлите на Африм Гаши, политичар, член на Алтернатива. Кога сме веќе кај дуи, што мислите зошто изгубија на локалните избори? Рекоа дека ќе се реформираат и дали се реформира. Ве прашувам вас затоа што вие сте тука заедно со нив и се обидувате да го добиете правото на, односно да го добиете гласот на албанското гласачко тело. Затоа ве прашувам што се случува во Дуи, дали гледате промена и дали ви представува закона? Па и овде зборуваме, многу е битно пристапот. Јас како политичар сум влегол во политика не занимавајќи се многу со тоа што прави мојот противник, туку што правам јас. Значи, многу е битно дали сте против нешто или за нешто. Ја мислам дека афирмацијата, проактивноста е многу побитна од реактивноста. Значи, ја мислам дека тоа е еден и од проблемите што ги имаме во развојот на политичката култура во државата. Реактивноста како пристап во политиката станува правило. И тогаш секогаш нешто гледаме дали што ќе направи нашиот конкурент, нашиот противник, па ние правиме нешто друго. И така во акција и реакција се случува, се развиваат политичките настани во државата. Јас многу гледам и кога сум бил председател на политичката партија, како мојата партија да биде најдобрата. Како јас да ги искажам ставовите и вредностите за кои луѓето нас ни веруваат. Нормално, кога не се согласуваме со друга политичка партија, да кажеме не се согласувам со овој став, но нашиот став е тој и е подобар затоа што ќе ги наведеш аргументите кои мислиш дека се тоа. И затоа не сум многу фокусиран на тоа зошто Дуи е сега во таква ситуација, каква што е. Повеќе гледаме, или јас лично сум фокусиран на тоа, како да направиме Влен да биде по-стабилна коалиција, да имаме посилна представничка, да бидеме представени на најдобар начин, да ги артикулираме интересите на нашите граѓани кои не гласале, да се бориме против криминал и корупција, да немаме функционери кои гледаат личен партиски интерес, туку да одговарат на интересите на институциите и на сите граѓани. Така да, тоа е пристапот кој јас го имам во политиката и мислам дека
Тој е одговорот што го имам на вашето прашање. Во една прилика рековте дека во албанскиот блок е потребна стабилизација. Доста беше од партии кои што се појавува, згаснува, влегува, излегува, се раскарува, па решавате вие сите да направите вреди да биде една политичка партија. Дали ќе се скарате пред да се соедините? Апсолутно од информациите што јас ги имам, а не сум веќе толку многу информиран или во првиот ред затоа што тука се лидерите кои разговараат многу често, имам силна перцепција дека во Влен има многу позитивна атмосфера. Поаѓам од пратеничката група на Влен, која е многу хомогена, апсолутно хомогена, и ако не се застанеш малку и да ги размислиш кој од кого е предложен, не знаеш кој од која партија е дојден. Значи, навистина, јас сум многу задоволен како пратеничката група на Влен функционира и таа перцепција ја имам и како функционира и во влада, но и внатре партиски. Значи, има една искрена заложба, не дека има некој проблем, туку сакаме да одиме кон хомогенизација на Влен за да биде посилна, да биде, ако е можно да биде една партија, да ги представува своите гласачи на најдобар можен начин, да биде заснована на merit-based системот, да имаме добри кадри, добра кадровска политика, добри политички решенија и да ги артикулираме интересите на граѓаните на најдобар можен начин. Ви го поставам и ова прашање затоа што вие веќе бевте во иста партија со еден коалиционен партнер од вашата коалиција Вреди сега, па се одвоивте и сега сте пак во коалиција и горе-долу вашата коалиција Вреди функционира кохезивно и хомогено, да. И сега вие решавате да правите партија, веќе во јавноста се појавуваат и некакви шпекулации дека дел од вашите коалициони партнери си поделя рака. Например, Билалка Сами и Меджити си решила дека по 35% ќе си ја делат Вреди, а за вас другите три партии по 30%. А вие многу убаво се испазаревте како алтернатива. Имате претседател на собрание, имате вице-премиер, амбасадор во НАТО, народен правобранител и сега вие ќе отстапите од ова или ова се само шпекулации? Што ќе се случува таму? Почнавте со провокација, Добро, не е проблем. Се надевам дека го поставувате во интерес на граѓаните и така го Апсолутно, да. Прашањето. За жал имаш премногу шпекулации и нормално е. Јас сум среќен што се зборува за еден процес кој води кон хомогенизација на една коалиција која ќе на крајот евентуално ќе резултира со една политичка партија. Значи не зборуваме за нешто лошо, не зборуваме за некоја скараност, ниту за некоја идеја која ќе го раздели општеството, туку навистина една од пораките кои ги прочитавме и од парламентарните и од локалните избори е дека граѓаните сака да не видат заедно и ние мислам дека тука е политичкиот нерв битен. Ако дали знаете да го слушнете и гласот на народот, ако тие ви велат дека сакаме да ве видиме заедно, треба да одговорите на тоа прашање. И ние, навистина, тоа е одговорот на прашањето. Ние ги почнавме разговорите внатре, обидувајќи се да одговориме на овој глас на народот. Да, ја слушаме вашата порака, сакаме да останеме заедно и еве бараме начин тоа да биде изведено на најдобар можен начин. Така се зборува и за различни начини на кои ќе се раководи партијата, копредседатели, ротирачко председателство и пак тука не е доволно информирана јавност и навистина се создава вакуум простор каде што шпекулации може да има, па и сега ве прашувам, вас се зборували за нешто такво, дали другите се договорија без да ве консултираат вас? Или вие како алтернатива сте упатени во се и еве кој е вашиот став? Вие сте за ротирачко председателство, копредседатели, како вие би сакале да функционира? Јас не велам дека тоа е конечниот став на алтернатива. Сега кон ве прашувам вас еве од прва рака што мислите дека е исправно? Прво, никој од субјектите кои го сочинуваат Влен не е изигран или надвор од играта, затоа што овие разговори ги прават лидерите на 4 политичките партии. Они седат и разговарат. Они барале, например, да имаме повеќе опции.
и секоја политичка партија, некој предложил, некој не предложил. Значи, разговараме за различните модели. Не е битно од каде доаѓа. Работиме четирите лидери на ВЛЕН, на политичките партии кои го сочинуваат ВЛЕН, сакаат да дојде до формирање на една политичка партија, кон хомогенизација. И таа тема легитимно ја отвориле и разговараат кој модел би бил најдобар за секој модел има за и против. Мислам, за и против, точно така, да. Така да, како што се вика и вашата емисија, битно е овој пристап, ова е принципот врз кој се водат разговорите. Не е идејата ниту некој да се исклучи, ниту некој да се изигра, туку искрена е заложбата да станеме едно кој ќе функционира на најдобар можен начин. И мислам дека се друго, освен ова што јас го знам, мислам дека е шпекулација и не треба да се вземе за здраво за готово и да го ставиме во делот на шпекулации. Па затоа и ве прашав, затоа што не се знае веќе што е вистина, што е шпекулација, па вака да јавноста да има простор да знае што е вистинската слика. Што ако на пример вашата партија и вашиот лидер не се согласи така како што се согласат другите политички партии за вреди, вие сакаат како алтернатива едно нешто, тие сакаат други проценти, тие сакаат различен вид на претседателство, што ќе правите? Па, јас сум убеден дека ВЛЕН ќе остане едно. Најлошата варијанта, за најлошото сценарио зборам, хипотетички зборуваме секако, нели? Хипотетички е да остане вака како што е. А и сега како што е, ВЛЕН функционира и едно. Значи не зборуваме, значи нема лошо сценарио во ова. Работата е од тоа што е денеска, ние мислиме да го унапредиме, да го развиеме и да го хомогенизираме. Колку ќе успееме тоа да го кренеме на највисоко можно ниво, тоа зависи од моделот, од консенсуалноста, дали сите ќе се договорат околу тоа. Ако се договорат, супер, одлично. Ако не, можеби етапно ќе се развива тоа, но зборуваме само за унапредување на еден процес. Не може ништо лошо да се случи. Не верувам дека една од партиите, која било таа, би рекла јас не се согласувам со ова, па не знам, надвор сум од ВЛЕН и така натаму. Мислам дека поминавме два тешки изборни процеси кои доста влијаеа во хомогенизацијата на нашиот електорат. И тој притисок ние го чувствуваме и таа потреба на граѓаните ја чувствуваме и ние одговараме на тоа. Нормално алтернатива таму е представена со својот претседател Беким Сали и тој како што мислам на масата каде што седат сите лидери, како што ќе одлучи ние во партијата ќе има целата почит што треба да има еден лидер, како што имат и другите лидери, но јас сум убеден дека зборуваме за можни варијации на унапредување на ВЛЕН. Не зборуваме за ништо лошо или одење назад, зборуваме колку можеме напред да одиме. Два елементи ни се битни. Брзината и хомогенизацијата. Значи, сакаме да бидеме што посплотени и што побрзо. Колку можеме тоа да го постигнеме, ќе зависи од многу фактори, но мислам дека ВЛЕН ќе биде уште долго во политичката сцена и јас така гледам, јас така би посакувам да биде. Се надевам дека ќе го зголемиме квалитетот на политичко представување и на албанците на сите граѓани во државата. А кога ќе се спомне алтернатива, јавност има впечаток алтернатива на Гаши. Алтернатива не е на Гаши, Гаши веќе не е претседател, таму ги имавте Закирија, сега е Беким Сали, бидете ќе ги почитувате сите одлуки што ќе ги донесе вашиот претседател Беким Сали, но во јавноста е чувството дека вие стоите зад алтернатива, дали си ги почитувате вашите одлуки, дали сте вие човекот што ја води оценка алтернатива? Апсолутно не. Видете, јас кога ја формиравме политичката партија, ја поставивме на други вредности. Ние сакавме да направиме една организација која е различна и која ќе донесе други резултати.
затоа што нели како што вели Ајнштајн, не можете да правите исти работи, да очекувате различни резултати. Ако правевме партија, не знам, авторитарна, со лидерска, со силен лидер, можеби ќе ги имавме истите резултати. Алтернатива е микс и многу сплотена партија. Ние пред се сме многу добри пријатели. И затоа сме во една партија. А не е обратното. Не сме заради некој интерес. Значи, и да нема, еве денеска да кажеме дека нема да постои алтернатива. Сите луѓе кои се дел од раководството, од ограноците, подограноците, кои се наши членови повеќе од 10 години, се мои пријатели. Јас овој 10 години од мојот живот сум го поминал со тие луѓе. Ништо друго не сум правил во животот, освен средби со тие луѓе, слушајќи ги, обидувајќи се да креираме атмосфера во партија како во семејството. Во тој аспект ги гледавме и жените. Секогаш сме дали простор тие да се чувствуваат многу комотно, повеќе простор да имаат и за младите така да алтернатива не е како другите поранешни политички партии каде што ќе каже еден лидер тоа ќе се случи. Од моментот кога јас не сум председател, тој Закирија Ибраими кога беше председател, сите знаат дека сум ги почитувал сите одлуки негови и сега истото се случува и со Беким Сали и не само до мене, туку сите членови така функционираме, ние дискутираме многу, имаме различни мислења, многу често дискутираме и на крај тоа што го сумираме на крај, тоа што е најдобро и тој станува наш став и сите заедно го браниме. Како што вие функционирате вака како што велите убаво кохезивно во алтернатива, дали така функционира и коалицијата? Се среќавате сите политички партии, се седнувате на маса еднаш месечно, еднаш на 2 месеци, имате редовни средби? Па лидерите се среќаваат. Кон тоа целам, дали лидерите да, се лидерите многу често се среќаваат и од тоа го црпам мојот став кој го искажав претходно дека релациите се одлични и тие разговараат за добро нешто. Се обидуваат да најдат решение, не разговараат за некој проблем, како да го решат или некоја скараност или некој игри зад грби така натаму, туку разговараат на една маса како можеме да одговориме на гласот на народот кој сака да не видат едно. Нормално е дека не може Влен да функционира како алтернатива. Значи, сепак има 4 на политички партии, но да. Интенцијата е да одиме кон тоа. Сакаме и Влен утре да биде така сплотеност. Сплотено да Влен да биде представено од луѓе кои веруваат во исти вредности. Затоа за мене многу е побитно зашто се залагаме, кои вредности ќе ни бидат лајт мотив, која програма ќе сакаме да ја реализираме, а не тоа што е во јавност, кој ќе бил председател, како ќе бил форматот, тоа е формата. Мене многу ме интересира суштината. Зашто ние ќе се залагаме, дали тоа ќе биде најдобриот начин да бидат граѓаните представени и да не видат нас како нивни представници. А вие ќе се залагате за борба против корупција? Абсолютно. За праведна држава? Очекуваме, ако се навистина се формирате како политичка партија, ќе ве држиме за збор, ова го очекуваме од вашата партија, вреди? Апсолутно, тоа се основните принципи на нашето делување, позитивните вредности во општеството кои сме ги јасно и ги кажали и во нашите декларации кога сме ги подпишале и како Влен и така натаму, но и ставовите кои јавно ги изразуваме, тоа е основата врз која е формирана Влен. Ние сме формирани да браниме нешто, да артикулираме некои вредности, затоа што мислевме дека тие што беа пред нас не на најдобар начин ги представија граѓаните и албанците и затоа мислиме дека е дојдено време за нова политичка констелација или нов политички моментум и контекст кој ќе ги артикулира овие ставови и вредности на најдобар можен начин. А сега овде би повикала пауза за реклами, се враќаме за кратко назад во студиото, уште едно-две прашања и ќе го ослободиме председателот на Собранието Африм Гаши. Бидете со нас.
Така ние сме назад во студиото, уште неколку прашања имаме, па потоа ќе одјавиме оваа емисија. Ве прашав дали лидерите на ВРИДИ седнуваат на иста маса. Во насока на следново прашање, вашата коалиција вели дека има солидна и добра соработка со владата. И навистина тоа го гледаме, дека добро соработувате, си давате поддршка, си имате забелешки едни на други, работите на тоа. Меѓутоа, во јавноста нема впечаток дека вашиот коалиционен партнер Касами е секогаш на иста линија и дека добро соработува во владата. Тоа го видовме на два пати. Еднаш на локалните избори, кога даде поддршка, па потоа се повлече. Го видовме и сега во случајот Сулеймани. Што мислите, дали Касами, ако станат една политичка партија, ќе биде причината зошто ВРИДИ ќе биде со едната нога надвор од владата, или пак ова е само впечаток на јавноста, воопшто и не е така, и дали Касами делува сам, или кога седнувате на маса како ВРИДИ, се зборите, ева сега ова ќе го направиме, или ова е стрикно однесување на беса? Мислам дека е сепак дел од јавна перцепција. Јас на пример ја немам таа перцепција таква како што токму затоа ве прашав, затоа што во јавноста е едно, а вие што сте внатре најдобре знаете ситуацијата. Од тоа што јас го гледам од внатре, гледам сплотеност и дека до сега немало некој став кој бил изграден во Влен, за кој Касами или Меджити или Сали или Фетај биле против, или значи биле мајоризирани едни други. До сега сите одлуки заедно се носеле консензуално, се договарале можеби подолго, но до тој договор доаѓале заедно и нема такво нешто. Ви тврдам дека ниту еден случај нема таков за овие 2 години од како функционираме како коалиција. И за крај би сакала да ве прашам, работите ли на вашата програма и како ВРИДИ би била идеолошки позиционирана, лево, десно, центар, како ви е планот, што ќе правите и што ќе биде вашиот слоган, нели секако борба против корупција, демократија и слично, дали конкретно има нешто што ќе ве направи поразлични вие како ВРИДИ, не сега како коалиција, туку како партија. Каде ќе видиме разликата од тоа што кога сте партија и тоа што сте коалиција? Што е тоа што ќе биде различно? Токму е ова прашањето и прашањата кои се разгледуваат сега во Влен. Значи, тие се елементите, ние треба да разговараме за нив. Треба да се усогласиме. Од тоа што сум го разговарал ја порано, идеолошки сме центар кон десно, повеќето политички партии, мислам дека може да се договориме околу едно такво делување, но додека нема договор за такво нешто, не сум јас тој кој може да го обзнани тоа. Затоа ви велам, не треба да очекувате многу брзо така, сега одеднашка сите дилеми да ги решиме, затоа што не е лесна работа ова, да се согласиме. Спојување на 4 политички партии во една е многу тешка работа. Треба многу теми да се отварат, ако сакаме да се заснива тоа на здрави нозе, на цврсти темели. Ако сакаме таа партија многу да биде сериозна, долгорочно планирана и да биде долго време представена или политички представник на албанците во државата. Така да не се лесни овие теми, затоа треба повеќе време, повеќе чувствителност, повеќе дебати, повеќе диалог, можеби некогаш и експертиза, слушање на различни други луѓе како гледат они на ова, па на крај да дојдеме до тоа што е најдоброто можно. И овие се темите кои мислам, но секако интенцијата и тенденцијата е да одиме кон сплотено Влен кој ќе биде квалитативна разлика од тоа што го имале албанците до сега како политичко представување. Сакаме да одиме напред. Мора да одговориме на новите времиња. Веќе се соочуваме со вештачка интелигенција. Наши млади гласачи кои имаат по 18 години имаат други приоритети. Не се тие кои беа пред 10 години. Ние треба да одговориме сега на овие прашања. Не можеме да се враќаме назад пред 20 години или 30 кога биле тие. Националистичките прашања веќе не поминуваат во јавноста. Гласачот го интересира токму ова. Добро образование, вештачка интелигенција ќе се воведели во образованието. Токму тоа е она што го интересира народот. Тоа е прашањето.
Тоа е нашиот фокус. Ние сакаме да бидеме модерна политичка демократска партија која ќе одговори на современите предизвици кои ги имаат нашите граѓани во државата, да ги решаваме нивните проблеми на најдобар можен начин и да направиме оваа држава достојна за живење за сите граѓани. Доста веќе поделби. Ние значи се уморивме од делење. Време е да се сплотиме. Зборувам сега за сите граѓани. Ни треба и како институции, и како политички партии, и медиумите треба да размислуваат за својата улога која имаат во однос на сплотувањето на граѓаните. Мора оваа држава да ја направиме земја каде што ќе сакаат нашите деца да живеат достоинствено, да имаат надеж дека ова ќе биде една од најдобрите земји за живење. Инаку, ако не одговориме на овие прашања, нашите деца ќе не заминат. И потоа се поставува прашањето дали вреди. Ви благодарам многу за гостувањето. Искрено ви посакувам да навистина мазно да помине целиот овој процес на окрупнување на вреди. Ви посакувам да не се скарате. Ви посакувам да имате убава програма и да го заслужите вашето место меѓу граѓаните и меѓу политичките партии. Ви благодарам уште еднаш за ова гостување. А ние овде завршуваме со денешното издание на За или против. Останете со програмата на телевизија Алфа. Веќе следна емисија на За или против очекувајте во понеделник во истиот термин. Пријатна вечер.